Од денеска нови правила за влез-излез во земјите членки на Унијата. Патниците кои влегуваат од земја која не е во Шенген зоната, како Македонија, ќе мора да се регистрираат на дигиталниот ЕС систем. При првото патување на аеродром или на граничен премин се пополнува документ со лични податоци. Потоа граничната полиција зема биометриски отпечатоци. Вклучувајќи слика на лицето и отпечатоци од прсти, податоци од патниот документ, како и информации за влез, излез и евентуално одбивање на влез на државјани на трети земји кои ја преминуваат надворешната граница на Шенген зоната. При следното патување системот автоматски ве препознава и ќе знае кога сте влегле и излегле од Шенген, а со тоа и дали се прекорачува дозволениот престој од 90 дена. Дигитализацијата полека ќе се спроведува во следните 6 месеци, за почеток само со 10% од капацитетите. Македонците кои денеска се враќа од Брисел и Виена не поминаа низ ЕС системот, велат дека немало застој и не пополнувале никакви формулари. Не. Се беше најнормално. Формулари пополнувавте Не. Не, на враќање немаше ништо. Немаше ништо. Очекувате дека ова ќе ја забави процедурата? Па, ќе забави првите 6 месеци до година, и после ќе биде нормално. Ништо, никакви нови правила. Има на место машини, меѓутоа не е почнат ништо. Идам од Брисел, немаше никакви новитети, се беше по старо со печат. Неговме пред да стапи на сила законот. И денеска ништо така лесно Ништо, се да. поминавте? Да, Мислите дека ова ќе отежни процедурата? Па не. Немаше никаква процедура, најноставно ги дававме пасошите и поминавме. Очекувате новиот систем да забави евентуално Процедура си е процедура, тоа е тоа. Се што треба ќе направи. Процедурата е едноставна, трае неколку минути, со што не се очекуваат поголеми застои на граничните премини. Отпечатоци не се земаат за лица под 12 години. It is simply the cost of 2 to 4 minutes to get us registered, and that allows for 3 years of movement across borders. The rollout will take approximately 6 months because we're only looking at, from this weekend, about 10% of the kiosks being put in place. It's an enormous investment in terms of the infrastructure and the training that needs to go in place. So you'll still go to airports and to train stations and you may have your passport stamped. But slowly, the teething process will happen, implementation will happen, and hopefully by April 2026, all of us will simply be able to avoid the little stamps on our passports and go straight through scanners and into our destination. Новите правила ќе се применуваат во 29 европски земји. Од следната година македонските граѓани кога патуваат во Европа ќе мора да го користат и ETIAS, електронското овластување, каде однапред ќе треба да се регистрираат преку апликација и да платат такса од 20 евра. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.